Застарувањето на долг како правен институт не значи бришање, односно непостоење на долгот, туку престанување на правото да се бара присилно исполнување на обврската. Имајќи предвид дека Законот за облигационите односи предвидува различни рокови за застареност за различни типови на долгови, ова значи дека доколку вака пропишаниот рок за застареност е изминат, а не е превземено правно дејствие за негова наплата, во поведена постапка за поистек на рокот за застареност, доколку странката истакне приговор за застареност, судот ќе го одбие тужбеното барање поради застареност на долгот, освен во случаите кога согласно Законот за облигационите односи странката со своите претходни дејствија, например подпишување на спогодба за плаќање на рати, започнување со плаќање на долгот и слично, го признала постоењето на долгот. Според членот 362 од Законот за облигационите односи, правото од кое произлегуваат повремени побарувања застарува за 5 години, сметајќи од стасаноста на најстарото неисполнето побарување по кое должникот не вршил давање. Кога ќе застари правото од кое произлегуваат повремени побарувања, например камати, доверителот го губи правото не само да бара идни повремени давања, туку и повремени давања кои стаселе пред оваа застареност.